ДУИ и СДС системски го уништуваат здравството до последен ден. Незапаметен хаос владае на клиниката за хирургија, односно универзитетската клиника Тоари Луц. Ке набројам 3 акутни состојби. Прво, цела недела 4 лифта не работат, ниту двата мали кај влезот, ниту двата кај травматологија, па пациенти со скршеници, но и оние што одат на контрола или во посета, или треба да одат по скали, или да се туркаат со оние лифтови кои што водат кон операцијските сали. Втора состојба. Цела недела од минатата сабота трае проблемот со системот, односно цевководот за кислород до операцијските сали. Цела недела нема испитувања што мириса, дали е загадено, дали навистина има јаглерод диоксид. Во меѓувреме, со подпис, со лична согласност, луѓе се оперираат на сопствен ризик. Докази за тоа има во самата клиника, неколку операции се извршени, дури и една врз дете. А ако е се во ред, зошто тогаш нема план за операции за од понеделник? Трета состојба, делот Карил од 15 март има тендер од 2 милиони евра за санација. Ова е првата страница од тендерот, потпишан на 15 март, а се уште, веќе трет месец, не се создадени услови за да се започне со санација, се работи за привремена соба која што треба времено да ги смести пациентите. Фирмата, почитувани, моли со писма, ова е едно од тие писма, испратено до Министерството за здравство, да им се овозможи услови да почнат да работат. Почитувани, писмото е од 14 мај, се уште нема ништо. Санацијата инаку би трајала 3 месеци, а веќе трет месец не може да се почне да се работи на самата клиника. Почитувани, ова ги надминува сите граници, тоне хирургија, нема лифтови, пациенти се оперираат на собствен ризик, фирмата моли за услови за да сработи добиен тендер, а СДС ДУИ водат инает со здравието на луѓето. Почитувани, тоа што СДС и ДУИ одат во опозиција не значи дека народот треба да умира по болнички ходници. За ова секако ќе има одговорност, но прашањето е човечност и етика и како ќе заминат од здравството. Ви благодарам, повелете со прашање. Докаде се преговорите со коалиционите партнери, дали се опада до граматика на Максим Димитриевски и може да се потврди позицијата на Раши? Она што можам за сега да го кажам е дека преговарачкиот процес се базира на принципи, преценели на евроинтегративниот процес, борбата против криминалот и корупцијата, како и од потребата од реформи за забрзан економски развој. Во тој контекст, ВМРО ДПМН внимава и на персоналните решенија кои што се нудат во коалицијските преговори, при што истите не треба да бидат ниту компрометирани на било кој начин и да се посветени кон работата и реформите кои што ќе следат. За сега она што може да се каже е дека преговорите се во напредна фаза, но се уште нема конечен договор и се до официјално моментот кога ќе може да се соопшти договорот, нема да соопштуваме никакви детали. Се разговара и за ресори кои што се од економска и политичка природа, но најважно е тие да ги прифатат принципите на владата и генералните програмски определби. Во преговорите се внимава на квалитетот на самата поделба и на бројката која што ВМРО ДПМН ја има во освоени пратеници за овој парламент. Преговорите можам да кажам дека ќе продолжат и во следните денови. Ви благодарам.